Значи в София има улица Георги Петров. Жителите на квартал Света Троица вероятно я знаят. Георги Петров е български революционер. Един от водачите на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. Живял между 1865 и 1921 година. Бугари од трибините, Ѓорче Петров е бугарски револуционерот коментаторот. Вака помина над преварот помеѓу Македонија Ѓорче Петров и ЦСКА во Софија. Иако македонско-бугарската пресметка пред една недела во Скопје помеѓу двете фудбалски екипи мина без никакви провокации, гостувањето на лавовите во Софија донесе тешка провокација од приврзаниците на армејците кон фудбалерите од Ѓорче Петров, пишува бугарски Д Спорт. Како што пренесува бугарскиот медиум, фудбалерите на Македонија Ѓорче Петров ги игнорирале повиците и воопшто не изреагирале на големите провокации од страна на приврзаниците на противникот. Но што чека Скопје за да реагира на ваквиот скандал на трибините на ЦСКА во Софија? Дали македонското МНР има намера да испрати представка за говор на омраза адресирана на Министерството за надворешни во Софија? Досега молк од МНР. Алфа се уште ги чека одговорите од кабинетот на шефот на дипломатијата. Фудбалската федерација на Македонија остро го осуди однесувањето на поединци или група на навивачи кои, како што велат, нанесуваат штета на клубовите и фудбалот. Фудбалската федерација на Македонија постојано праќа порака до сите чинители во нашиот спорт. Не за национализам, не за дискриминација, не за говор на омраза, не за наследство на фудбалските терени. Фудбалската федерација на Македонија секогаш остро ќе го осудува однесувањето на поединци или групи на навивачи кои нанесуваат штета на своите клубови или фудбалот воопшто. Нашата порака за навивање секогаш е во духот на ферплеот, почита и толеранцијата кон противничките екипи и сите љубители на фудбалот. Реакција нема ниту од УЕФА, кои беа брзи во отварањето на дисциплинска постапка против Фенербахче, откако група навивачи на турскиот клуб го скандираа името на рускиот претседател Владимир Путин за време на надпреварот во Истанбул против Динамо Киев. Од Фенербахче пак велат дека некои навивачи не го представувале клубот, ниту неговите позиции или ставови, напоменувајќи дека клубот од Истанбул е против војната во Украина.